Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Општина Кавадарци продолжува со континуирано подобрување на водоснабдувањето. Заврши внатрешната реконструкција на филтерот на Лукар. Денеска во посета беа градоначалникот Александар Панов и директорот на јавното комунално предпријатие Кавадарци Илија Атанасов. Еден од поголемите проекти за периодот 2014-2015 е реконструкција на, тоест ремонт на филтрите на Стара река, 4 филтри. Комплетно е направен внатрешен ремонт, пескарење, фарбање, замена на кварцниот песок и дизните. Зафатот чинеше околу 7 милиони денари. По 2015 очекуваме со 3 милиони да завршиме комплетно надворешно пескарење на филтрите. Во тек е изработка на проектна документација. Проблемот е со лукаријата, не со Стара река, значи овде веќе проблемот е решен со заматувањето, така да во иднина ќе работиме на овој нов проект. Ние да подсетам дека се зафативме со оваа макотрапна работа и за некого во тоа време недостижна, уште од самиот почеток од настапувањето на новиот директор таму. Прво да ја санираме финансиската состојба која што беше наследена како многу катастрофална, а потоа да онаа вода која што ја имаме во системот да ја на некој начин спастреме и домаќински да се користи. Значи по воведувањето на скада системот и по задолжувањето на сите оние кои што трошат вода да плаќаат, значи независно од тоа дали се работи за јавно предпријатие, јавна установа, ние да подсетам воведивме да и школите плаќаат за својата потрошена вода и да спортската сала Јасмин плаќа за потрошената вода, а со тоа ги направивме домаќини, да дефектите во нивниот двор бидат поправени, да вршиме адекватна контрола на дивите приклучоци, да ја подигнеме малку свеста кај луѓето, а секако и со тоа да одиме и со казна. Меѓутоа, она што значеше решавање на комплетната состојба со водоснабдувањето, а тоа е инсталирањето на оние уште 150 литра во секунда со помош на владата на Република Македонија, беа на некој начин последна фаза во решавањето на проблемот со водоснабдувањето за Кавадарци и една сигурност за наредните 50 до 100 години. Меѓутоа и тогаш кажавме дека нема да застанеме таму, дека ќе продолжиме со исто така тешкиот дел кога е во прашање инфраструктурата, а тоа е да ги заменеме цевките кои што се главните цевки во градот, односно цевките во кои што по зони се дели градот, а не оние обични цевки или црева кои што се напојуваат до дома луѓето, и да ја отстранеме таа заблуда дека луѓето еве ова улица е реконструирана, џабе е таа улица реконструирана доколку главниот цевковод е се уште цементна азбестна цевка. Тоа го работиме со јавното предпријатие Комуналец. Задоволство е да кажам и фактот дека јавното предпријатие веќе 2, односно 3 години самостојно работи во делот на реконструкцијата на водовод и канализација, односно не се потребни се уште пари од оперативниот буџет за тоа да го работи. Ова е исклучително сам проект на јавното предпријатие кој што го работи со домашни и скопски изведувачи. И еден од наредните планови, како што спомнавте, ни е да го решиме проблемот со заматување, сезонското заматување, кој што исто така е еден голем предизвик, во кој што очекувам да заедно трите општини бидеме на мегдан и да по добивањето на сумата која што е потребна да се издвои за овој проект заеднички го направиме тоа. Тоа е една од варијантите, доколку не постои, тогаш постои варијанта и да во овие сезони, односно 2 до 3 месеци, Лукар 1 и 2 бидат исклучени, па да на нивно место настапи новиот цевковод, односно од Стара река, цевководот кој што го зимаме од Тиквешко поле, за да така преработената вода и квалитетна вода ја добиваат нашите сограѓани. Ова што денес го гледате е на некој начин остварување на ветувањето кое што го кажавме по пуштањето на новата вода за Кавадарци, кое што е со неколку кратно со поголем квалитет. Целта со директорот ни е да и овој квалитет на претходната вода која што ја примаше Кавадарци ја дигнеме на многу повисоко ниво. Кавадарци за прв пат ќе има богат гурмански викенд. Манифестацијата годинава ќе биде предвесник на Тиквешкиот гроздобер. Во Кавадарци ќе се случи гурмански викенд. Тоа е повод да разговараме со координаторот на оваа манифестација, тој е господинот Зоран Станоев. Што се ќе содржи оваа манифестација, овој гурмански викенд? Прво поздрав до сите гледачи на КТВ телевизија.
Значи, ова е манифестација која за прв пат ќе се случува оваа година. Значи, во координација под покровителство на Општина Кавадарци, градоначалникот господин Александар Панов, Советот на Општина Кавадарци. Значи, во прелиминарните разговори што ги правевме во минатиот период, се договоривме да направиме една манифестација што ќе биде повод за одржувањето на големата манифестација Тиквешки гроздовер. Значи, Свети Трифун, почнуваме со Свети Трифун манифестацијата. Ова ќе биде гурменскиот викенд што ќе опфани уште две големи манифестации во склоп на гурменскиот викенд. Тоа е Баскерфест и Бели ноки. Ова манифестација ќе се одржи на 12, 13 и 14 јуни, петок, сабота и недела, во малото парче на улица 7 септември спроти полицијата. Настаните ќе бидат проследени како што е редот за секого по нешто. Тука се поканети сите угостители, ресторани, значи собственици на угостителски објекти, индивидуалци што се занимаваат со таа работа. Секој може да си има свој штанд, се разбира, скарата оди со виното, со пивото и така натаму, затоа и се вика гурменски викенд. Значи, со потшток некаде од 19 часот, па некаде до 24 часот, ќе следуваат настапи на чалги, етногрупи, фолклорни друштва и така натаму. Од некаде 12 час, 24 часот, па некаде до 2 часот наутро, ќе настапат рок бендови, а од 2 часот, затоа си и белите ноки, па до утринските часови ќе имаме диџеј за најмладите, се разбира. Затоа е велам за секого по нешто. И тоа е ова манифестација што ќе го носи овој дух на гурмански викенд, се разбира, затоа што нашите граѓани и сакат, ете така еден мал вентил, една мала забава што ние ќе им приредиме, се разбира, да си поминат убаво. Заврши Духовден фест Праскобер 2015 во општина Росуман и годинава традиционално со предвидената програма на Комисијата за културни манифестации. Во целост се реализираше програмата која годинава ја предвиде Комисијата за празници и манифестации во рамки на празникот на општина Росуман Духовден фест Праскобер 2015. Одбележувањето на празникот традиционално започна во петокот со ревијалниот турнир во мал фудбал помеѓу општина Росуман, општина Пландиште, Република Србија, јавното комунално предпријатие Росуман и основното училиште Пере Тошев. Во пријателска игра и спортски дух екипите покажаа уште еднаш дека покрај за деловните обврски, празниците се убава можност за продолжување на традициите, дружбата и негувањето на спортот и рекреацијата. Манифестацијата во саботата поради задоцнетата година одскокна од традиционалното откинување на првата праска, но достојни начинот со заедничка седенка и размена на идеи, планови и искуства, општинарите, гостите и вработените славеа во Душан Кирич. Спортот и дружењето продолжија и овој ден, односно во саботата, но со младинскиот турнир во фудбал, а за останатото беа задолжени фолклористите и учениците од Општинското основно училиште Пере Тошев, кој во амфитеатарот за публиката понудија одлична културно-уметничка програма. Вчера традиционално Росуман славеше со гости и со панаѓур, кој повторно се простираше во километарски колони. Росуманци ширум ги отворија своите врати за сите гости, а општината запише уште една успешна манифестација, која и официјално завршува вечерва со традиционалното предавање на кумството. Во сообраќајна несреќа кај бензинската пумпа кон село Сирково вчера повредени 3 лица на возраст од 17 до 20 години, едното им подлегна на повредите. Синоќа во 21 часот и 40 минути на магистралниот пат Градско Прилеп, патнички автомобил марка BMW со кавадаречки регистерски ознаки од засега неутврдени причини удрил во метална заштитна ограда, односно жардинјера. Во сообраќајната несреќа возачот и двете лица со патници на возраст од 17 и 20 години, сите од село Сирково, се здобиле со тешки телесни повреди и истите се пренесени во ургентен центар Скопје. За жал, во ургентниот центар возачот на автомобилот, 22 годишниот Благоја Д, исто така од село Сирково, им подлегнал на повредите. Увид на лице место извршен од страна на јавен обвинител и увидна екипа од секторот за внатрешни работи Велес и по наредба на јавен обвинител телото на починатиот ќе биде предадено на фамилијата.
Дизел горивата од Нокеска на полној поевтинуваат за 1 денар по литар, а цената на Евросупер од БС 98 се намалува за половина денар. Вака денеска одлучи регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,13 односно 1,67%. Малопродажната цена на Евросупер од БС 95 останува на исто ниво и изнесува 70,50 денари за литар. Евросупер од БС 98 поевтинува за половина денар по литар и ќе чини 72 денари за литар. Новата цена на евродизелот е 57, а на екстралесното масло за домаќинство L1 45,50 денари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика за 1,171 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот, која сега ќе се продава за 27,763 денари. Како причина за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 2,63% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,166% понискиот курс на доларот во однос на денарот. Повеќе наменско спортско игралиште добива Лешкото Иванковци. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески и градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев денеска го предадоа во употреба 43-тото повеќе наменско спортско игралиште, кој е дел од проектот на владата за изградба на 100 повеќе наменски игралишта во Република Македонија. Игралиштето се простира на површина од 1300 квадратни метри, овозможува одржување на тренинзи и надпревари во мал фудбал, кошарка, ракомет и други спортови, а поставени се и рефлектори со што игралиштето ќе може да се користи и во вечерните часови. Ако до пред 10 години општа констатација беше дека македонскиот спорт и македонските спортисти немаат услови за развој и спортски тренинг, денеска работите се сериозно променети во позитивна насока со инвестициите на владата за изградба на спортски сали, фудбалски игралишта, тениски терени и повеќе наменски игралишта ширум земјата. Практично и да не постои населено место во Македонија каде не е инвестирано во спортската инфраструктура, изјави директорот Спасески, кој потенцираше дека ни општина Велес не била изземена од овие проекти каде досега агенцијата го изградила фудбалското игралиште Петар Попарсов, повеќе наменското игралиште во Иванковци, во фаза на градба и повеќе наменското игралиште во село Караслари, а во завршна фаза се и двете тениски терени во градскиот парк. Градоначалникот на Велес Чадиев се заблагодари на владата и Агенцијата за млади и спорт за успешната соработка во делот на спортот и спортската инфраструктура и им порача на младите од селото Иванковци да практикуваат спорт и здрав начин на живот и максимално да го користат новото игралиште. Висината на инвестицијата за изградба на игралиштето е околу 8 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на Агенцијата за млади и спорт. Од проектот за изградба на 100 повеќе наменски игралишта досега изградено е 51 игралиште, а уште 6 се во фаза на градба. Во саботата по повод дипломирањето во класата хармоника на Факултетот за музичка уметност во Скопје, Трајче Гогов одржа концерт на кој му гостуваше трио хармоники. Трајче Гогов од Кавадарци деновиве дипломира на одсекот хармоника на Факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професорката Зорица Каракутовска, со што го заокружи своето музичко образование, а пред своите сограѓани тоа го круниса со целовечерен концерт кој се одржа во саботата во Домот на културата Иван Мазов Климе, на кој му гостуваше трио хармоники. Гогов е добитник на многу државни и меѓународни награди и е активен на концертната сцена
година низ Македонија, Србија и Австрија. Во трио хармоники членува 7 години од неговото формирање, заедно со Ѓорѓе Чирич, кој исто така е дипломец, и Љупчо Колевски, постдипломец на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Сите тројцата произлегоа од класата на истата професорка Зорица Каракутовска. Како трио хармоники, добитници се на многу државни и меѓународни награди, од кои ги издвојуваме првата награда и звањето лауреати на манифестацијата Трка на таленти 2010 година, кога повторно го освојуваат првото место и станаа лауреати на меѓународниот натпревар Езерски бисери. 2011 година повторно ја освоија првата награда на државниот натпревар по камерна музика, а ова година специјалната награда со максимални 100 поени на државниот натпревар по инструментот хармоника. За својот дипломски концерт Трајче Гогов и трио хармоники се представија со добро одбрана програма, што представуваше вистинско уживање за сите љубители на инструментот хармоника. Пред почетокот на концертот разговаравме со дипломецот Трајче Гогов и останатите членови на трио хармоники. Какво е чувството да се дипломира? Епа како? Како секој млад студент и човек сака сигурно да се дипломира и да се заврши факултет, така и истото јас со мојот колега завршивме факултет на ФМУ во Скопје. Чувството е некако прекрасно. Да. Дали ова врвот на вашето музицирање, ова на еден вид? Ова не е врвот, ова е само врвот на образованието, после следува постдипломски студии, па здравје, докторски и сето тоа, врв на кариера, на свирење, на такви работи. Дали има перспектива класична хармоника да се концертира? Па има секако. Ние сме љубители на класичната музика и така ќе продолжиме понатаму да Соло или трио хармоники? И соло и трио хармоники. Значи има перспектива да се Приоритет ни е со триото хармоники, па ако излезе нешто и соло и така. Нешто да ни кажеш за програмата која одбравте за вечерва? Програмата е одбрана со многу внимание. Најпрво ќе го отвориме концертот со барокно дело, што е мощно и музички добро, па имаме и джез, малце мелодија, имаме и танго, и романтизам, и се така. Еве ќе разговараме со Ѓорѓе Кирич, истото прашање и за него, каде се гледа во иднина после дипломирањето, дали во трио хармоника, надвор од Македонија, соло кариера, концертирање? Па така е, како што и претходно кажавме, ќе се обидеме со нашето трио да успееме да направиме успеси, да се презентираме во Македонија и во странство во наредните години. Исто така, како со триото, ќе се обидеме и солистичка кариера да оствариме. Се надевам на резултати. Да. Дали има доволно литература за хармоника? Па секако дека има доволно литература. Видете, бидејќи инструментот е релативно нов, секоја година се зголемува бројот на делата, многу композитори пишуваат дела за хармоника и се надеваме дека така и ќе продолжи. Со Љупчо Колевски се сретнавме минатата година по повод неговото дипломирање и концертот кој го имаше во Кавадарци, сега си ти постдипломец. Меѓутоа, се уште сте заедно трио хармоника. Да, се разбира, значи ние и понатаму ќе продолжиме да функционираме, тоа ни е наси приоритет на еден начин. Со ова што сега моментално тука сме заедно, се разбира, повод се нивните дипломски концерти, меѓутоа поддржани од Министерството за култура. Така да тоа е еден голем исчекор пред се за нас како млади уметници, меѓутоа и за нашата култура, се разбира. Тоа е нешто ново во нашата држава, во секој случај. Како што кажа колегата, значи тоа е најмладиот класичен инструмент, тоест хармониката. Слушнав од вашиот колега дека има доволно литература. Дали македонски автори имаме композитори за хармоника, класика?
Да, значи како што напоменав уште еднаш ќе кажам, релативно млад класичен инструмент, меѓутоа за наша среќа има многу млади македонски, се разбира и странски композитори кои што пишуваат токму за тој инструмент. Се разбира, понатаму ќе гледаме и ние да бидеме некако инволвирани во целиот тој процес на развивање на инструментот како таков. Да, дали се гледате во учество на некој проект во иднина хармониката, дали дава такви можности? Се разбира, зошто да не, како што викаат сите, значи ние сме иднината на Македонија, па се надеваме дека ќе се видиме во некој голем проект. Да. Колку ќе има во сето тоа всадено од она што го имаме изворно, фолклорно во хармониката? Искрено ние и сакаме да има доста всадено. Да, пред се тоа ни е приоритет. Мислите дека има од што да се црпи? Има, и тоа како? Да, само да се надградува со добри музици. Се разбира. Јас ви посакувам успех. Ви благодарам и на вас. И оваа година традиционално по петти пат во општина Неготино се одржаа меѓународните манастирски фолклорни средби. И оваа година Центарот за култура Ацо Ѓорчев од Неготино покажа дека е креатор, носител и презентер на културните настани и културниот живот во општина Неготино, но и регионот. Во рамки на ова синоќа на градскиот плоштад во Неготино со богата културно-уметничка програма се одржаа петтите меѓународни манастирски фолклорни средби. Како и секоја, така и оваа година во организација на Центарот за култура Ацо Ѓорчев од Неготино се одржаа петтите меѓународни манастирски фолклорни средби, секако со поддршка од Министерството за култура на Република Македонија. Оваа манифестација од меѓународен карактер на која имаат учествувано фолклористи од голем број земји. Она што е важно да истакнаме дека на овогодинешните манастирски средби учество земаа фолклористи од сите возрастни категории. Горди сме што оваа година ја одбележуваме како јубилејна, 5 години од постоењето на овој фолклорен фестивал, истакна директорката на Неготинскиот центар за култура Мирјана Јованова, која воедно и официјално ја отвори оваа културна манифестација. Пред големиот број на присутни граѓани на градскиот плоштад во Неготино и оваа година на овој фестивал, покрај домаќинот Културно-уметничкото друштво Ацо Ѓорчев од Неготино, учество земаа Културно-уметничкото друштво Бучим од Радовиш, Културно-уметничко друштво од Ново село, Културно-уметничко друштво Мирка Гинова од Емиркапија, Турското културно-уметничко друштво Јенијоу од Скопје, како и културно-уметнички друштва од Република Грција. Во знак на успешната соработка и учеството на оваа манифестација на сите учесници, односно културно-уметнички друштва, директорката Мирјана Јованова им додели благодарници и букет цвеќе. Пред почетокот на централната манифестација, сите учесници заеднички го посети археолошкиот музеј Стоби и прекрасниот манастирски комплекс Свети Ѓорѓи во Неготино, каде се запознаа со некои од убавините кои ги поседува Тиквешкиот регион. Во организација на Боречката федерација на Република Македонија во саботата во Радовиш се одржа државното првенство во борење за деца до 15 години, на кое учество земаа 5 минаборачи од борачкиот клуб Неготино од Неготино во категоријата околу 70 учесници. Најдобар пласман оствари Андреј Христов, освојувајќи го второто место. Трето пласирани во своите категории беа Андон Марковски и Филип Бамбур, дека најмладите борачи на борачкиот клуб Неготино, Васко Христов и Диме Василев, останаа без пласман. Следува временска прогноза. Времето утре стабилно и тивко со слаб до умерен северен ветер. Температурите остануваат исти како и денеска. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.